Што можеш да направиш во училиште или на факултет за дополнително да станеш секси на пазарот на трудот? Во првите епизоди на Стар курсот веќе кажавме, клучните џокери за полесно вработување се меки вештини, soft skills, проактивен начин на размислување, односно мајндсет, размислување надвор од кутијата и добар нетворкинг. Но ако си уште во училиште или на факултет, што можеш дополнително да правиш веќе денеска за кариерата утре да ти биде полесна? Секции, клубови и проекти, дебатен еко-драмски спортски клуб, секција за новинарство. Тоа не се само активности за запишување во CV, тоа е реален тренинг за комуникација, тимска работа и лидерство. Запознаваш важни луѓе, ги тестираш своите идеи и учиш како да водиш. Надпревари и предизвици, бизнес челендж, хакатони, симулација на Обединетите нации, moot court, јазични или дебатни надпревари. Ова не се само паметни игралишта, ова се мини кариери пред твојата кариера. Плюс патување, контакти, нова екипа и за секогаш кул спомени. Настани, предавање и организација. Факултетот или училиштето организираат предавања, гостување и трибини. Немој само да дојдеш, вклучи се во организацијата. Учиш евент менеджмент, PR, модерирање и уште имаш бекстејдж пристап. Размени и меѓународни програми. Ако постои нешто што навистина ја менува играта, тоа се меѓународните размени. Кратки училишни програми, например Super Schools или пак Erasmus размена, барем еден семестар надвор. Тоа не е само патување, тоа е отворање на твојот мозок, вратите и можностите, а и чекор кон самостојување и зрелост. Ученички и студентски организации. Ако сакаш да креираш сопствени проекти, да водиш тимови и да покануваш гости од бизнисот, ова е твојот терен. Во училиште, совет на ученици како и мрежи во државата, на факултет студентска асоциација, студентски парламент и European Student Union. Ти можеш да бидеш избран за некој од позициите, уште додека студираш, стануваш лидер или пак лидерка. Европски студентски организации во струка. Дали знаеш дека постои европска мрежа за речиси секоја област? ЕЛСА студенти по право, ЕМСА медицина, ЕПСА фармација, БЕСТ технички науки, ИФСА ветерина. Вклучи се. Ако огранок не постои на твојот факултет, биди ти или пак таа што ќе го покрене. Седиштето во Брисел ќе ти помогне. Тоа ти отвора врати кон стипендии, размени, пракси и проекти ширум Европа. Како изгледа тоа во реалниот живот? Еве еден пример од вистинска приказна. Денис, 16 години, се вклучува во училишни проекти во своето основно образование. Подоцна се запишува на политички науки и со својот тим основа локална гранка на најголемата европска студентска организација. Преку тоа почнува да патува. Оди на конференции низ цела Европа и одлучува. Одам во Литванија на една година преку Erasmus. Забавен факт, таму ја запознава и својата идна сопруга од Франција. Потоа добива стипендија за пракса во Европскиот парламент во Брисел, а потоа и во Хашкиот трибунал. И потоа без никакви проблеми и без проблем си добива работа во Сараево. Денес на околу 30 години е дипломат со искуство во голем број меѓународни организации. Се започна со еден училишен проект. Додека си уште во училиште или на факултет, ова е твоето време да тестираш, истражиш и изградиш сето она кое што подоцна ќе го нарекуваш искуство. Не се чека диплома за да се стане пожелен кандидат. Почни сега и запомни. Следи го Star.study и нашите други видеа за да станеш непосекуваната млада личност на пазарот на